Почитуван колега, ми го спомнавте, Парискиот договор. Се надоврзавте на моето изложување поврзано со фотоволтаичните централи и го оправдавте сето тоа поврзано со Парискиот договор. Да, се сложувам дека во земјава треба да има повеќе производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија, за разлика од фосилните горива кои сите знаеме дека ја загадуваат животната средина. Но како ние се справуваме како држава е проблемот и тоа е јас на тоа што реагирам. Реагирам заради тоа што овде има два моменти. Состојбата со вештачките акумулации е катастрофална, ќе се сложиме. Имаме момент на енергетска криза, но исто така со неодговорното работење на оваа власт доведува не само енергетската криза која ја имаме и начинот на производство на електрична енергија, вие направивте голема еколошка катастрофа која ни е на повидок, заради тоа што овие вештачки акумулации се испразнија од една страна. Од друга страна, се пушта во употреба заради ненавременото ископување на јаглен и организација околу сето тоа, бидејќи очигледно немаше камиони од Струмица кои да ги вози нели во рек Битола, или не знам што е плюс дополнително какви нети тендери да излегуваат во рек Битола. И сега имаме ние ситуација да се пушта во употреба термоцентралата во Неготино на мазут. Заштитува помалку, загадува помалку или повеќе животна средина оваа термоцентрала. Еве таа еколошка катастрофа или еве го вашиот начин на справување и на одржување на моментите кои се задолжителни со овој Париски договор. Заштитување на животната средина. Прекрасно е заштитувате, иронично го мислам ова. Ние сме како држава увозно зависни за електрична енергија. Но ние не можеме да се ослонуваме, еве сега имаме план да направиме, бидејќи сето она што вие го кажувавте во идно време. Не е проблем. Јас ќе честитам ако направите нешто. Проблемот е што постојано во јавните гласила имаме наслови од типот веќе е готово, само што не почнало, ке биде. Се е во идно време. Оно што се случува, намерно ве испровоцирав и ви го кажав ова со фотоволтаичната централа во Осломе. Луѓе, од 2019 година помпезно се најавува. Се најавува дека на еден начин ќе се реши истата, па после тоа има друг начин, па трет начин, па толку пресконференции држење, сите по еден чекан да земеа, ќе направеа нешто во тој регион таму каде што одеа. Бидејќи знаете, министрите кога одат и премиерот кога оди, а сега и премиериве веќе не знам кој е, кога одат да се сликаат, не одат сами да се сликаат. Ете ги таму колку трошат за службени, патнички, не знам какви нети патувања, исто како регулаторна што ќе троши во 2022 година. Ја земавте за пример 2013 година. Вам ви одговара 2013 година да ја спомнете за акцизите и за горивата. Зошто не ја спомнавте 2011 година? Јас ја спомнав намерно 2011 година, но не дека мене ми одговара, дека на народот тој пример му одговара. Му одговара заради тоа што тогаш се добила согласност, се сменил законот за акцизи, се намалила акцизата и регулаторна комисија тогаш одлучила да се намалат цените на горивата. Зошто да немаме таков пример и сега? Иницијативата, ако не тргнува од овде, од каде да тргне? Ние да даваме иницијативи или вие ќе давате иницијативи? Затоа што ние се што даваме иницијативи, знаете нашите иницијативи каде завршуваат? Во фиоката на Талат Џафери. Нигде понатаму. Ми спомнувате други примери, но јас ќе кажам, 5 години сте на власт, ние ништо не видовме, нит пак има шанси нешто да видиме. Знаете, не ме плашат моментите дека ние имаме партиски кадари сегде, туку најмногу за тие партиски кадари, знаете, и децата знаат, а овој од СДС, овој од ВМРО, овој од ДУИ, децата ни го знаат тоа што е најтрагично.
Него најмногу ме плаши моментот што покрај тоа во нашиве државни институции поминуваат кадри кои се непрофесионалци, кадри кои не ги исполнуваат условите и кадри кои фактички со самото аплицирање за нештото ги кршат законите. Покрај тоа, почитуван колега, мислам дека воопшто немате ни право на реплики да ми се јавувате. Бидејќи вие од власта бевте тие кои кренавте рака и рековте точката за на дневен ред да биде, простете ми лицето не го памтам, господјата за кандидат за член на регулаторна комисија, која не исполнува законски услови, вие кренавте рака да остане таа точка на дневен ред. И сега покрај сето тоа треба да се објаснуваме дека се е исправно и се е добро и ќе биде добро во државава. Нема да биде добро се додека вакви работи ни се случуваат. И имаме, замислете, ми спомнувате дека сте направиле нешто добро за Скопје. Да, сте направиле. Но можете и уште нешто да направите. Еве, во ваши раце, посебно во рацете на регулаторна комисија за енергетика, во променување на подзаконските акти, да се променат пазарните правила и цени за регулирање и сега градинките и училиштата, место да бидат на слободниот пазар, нека бидат на регулираниот пазар. Па да не ги трошат општините целите буџети, туку, нели, да има пари општините да функционираат на еден поинаков начин. Ви благодарам многу.